Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг, а во продолжение, заедно со мојот соговорник, ќе ви понудиме на тема која што верувам на сите вас ќе ви го привлече вниманието, еве за што станува збор. Зоолошката градина во Скопје периодов интензивно се подновува во секоја смисла на зборот. Зоопаркот се прилагодува за нови содржини, но и на зголемувањето на жителите, особено ако предвид се земе фактот дека пролетва зоолошката градина доживува вистински бејби бум. Откако беше објавено дека се родија 3 лавчиња, речи се и да немаше ден потоа да не стигне информација дека повторно има некоја принова. Младенчињата ќе бидат вистинско освежување и подмладување на популацијата, но и предизвик за љубопитните погледи на најредовните посетители дечињата. За пролетната офанзива во зоолошката градина во Скопје разговараме со директорот Кристијан Стаменов. Кристијан, добро утро. Добро утро, поздрав за гледачите. Пред се да ви честитам за приновите во зоолошката градина. Со колку жители е побогата сега зоолошката градина досега и дали можеби и денес имаме некаква ваква убава вест? Па се уште немаме, но денес известување дали имаме некоја нова принова, но значително се зголеми бројот на младенчињата во зоолошката. Како што кажате, започнавме со раѓањето на 3 мали лавчиња, понатаму мала лама, бебиња кенгури, патаси, лемури, берберска овца, камилче и така натаму. Така. Како напредуваат младите, да прашаме ве на почетокот на овој разговор? Па сега се во добра состојба, супер напредуваат. Со своите родители се, да кажеме, лавчињата и камилата се со мајката одвоени во посебно живеалиште. Тоа е еден процес на прилагодување и се во одлична кондиција сега. Што ќе значи за зоолошката градина ваквиот прираст на жителите во зоолошката градина? Па вака сега пред се самото раѓање на новите единки докажува за работата што работиме во зоолошката градина. Тоа е значи негата, убава храна, соодветни живеалишта и со тоа добиваме нови принови. Бидејќи после 20 години добиваме бели лавчиња, прв пат двогрба камила и други младенчиња, сигурно ќе се одрази, веќе се одразува на посетата. Ќе ги зголеми, да кажеме, некои трошкови за одржување, бидејќи добиваме дополнително 3 лавчиња. Тука ќе треба да предвидиме нови количини на храна, но тоа се убаве маки, да кажа. Така, ќе ги задржите сите нови членови кои што пристигнаа во зоолошката градина или можеби имате некакви поинакви планови? Можеби ќе им најдете вдомување во друга некоја зоолошка градина? Па вака ние се пред се треба да се уште не го знаеме полот и во зависност од полот ќе одлучиме заедно со стручниот тим и целото раководство, ќе одлучиме и ќе направиме еден план за понатаму, што сме во можност да чуваме, што не сме во можност. Ние сме во соработка со другите зоолошки градини би ги замениле за соодветни животни кои што ни недостасуваат во нашата колекција и би формирале нови репродуктивни парови. Како тргнала работава, нека е за добро, се надевам дека наскоро ќе треба и попис на жители да направите во зоолошката градина. Дали посетителите имаат веќе можност да ги видат младите? Па, за одреден дел од младенчињата да, но лавчињата, камилата се уште не. Планот е после ветеринарната нега вакцинацијата да некаде во средината на мај да ги покажеме и да ги пуштиме во надворешното живеалиште лавчињата, а доколку камилата би било прилика за една недела достапно за посетителите. Покрај приновата, пред известно време беше најавено дека ќе добиете уште еден член во зоолошката градина. Јавното претпријатие Паркови и зеленило информираше дека зоолошката градина ќе се грижи и за липица Нерод Монтоја. Пристигна ли кај вас? Па да. Пред неколку дена Монтоја е новиот член на зоолошката градина, заедно со целиот објект, целокупната опрема од градскиот Пајтон. Така да ние работиме на еден сериозен проект, пред се да создадеме услови Монтоја едно репрезентативно животно и во најкраток период ќе го обезбедиме да можеме да биде достапен за посетителите да може да го видат. И тука планираме еден сериозен проект за да направиме еден центар за хипорехабилитација на местото на постоечкиот Пајтон, со што ви добиле нови содржини
би создале подобри услови за дечињата. Каде ќе биде сместен Монтоја? Ќе има ли посебен простор, посебно живеалиште за него или можеби ќе го придружите на останатите жители од неговиот вид? Колкав е периодот кој ќе треба да го помине во адаптација на промена на живеалиштето? Па вака и во моментот Монтоја има многу убаво живеалиште. Во склоп на објектот, да кажеме, тој е објект само што физички го отделува од зоолошката една ограда и тука мислам дека првичниот период нема да има промена на живеалиште, но само ќе отвориме еден простор од каде што ќе можат посетителите да го гледаат, бидејќи самиот објект на градскиот павилон се наоѓаше во зидот и во склопот на зоолошката градина, така да нема да претрпи некоја сериозна промена на живеалиште, барем во првиот период, а во понатамошниот период кој следи, ќе го преместиме на соодветно друго живеалиште, за тука да можеме да ослободиме простор за тој хиперрехабилитационен центар. Секако дека зголемувањето на бројот на жители ќе придонесе за зголемен интерес на посетителите, впрочем тоа го зборуваат и бројките изминатиот период. Пред известно време информиравте дека е срушен досегашниот рекорд на посети преку викенд, односно успеавте да надминете бројка од 13.000 посетители. Какви се вашите очекувања во наредниот период, а со оглед дека и времето полека почнува да ни иде во прилог? Па и покрај при новите и со разубување на времето, многу зависи посетата, бидејќи се работи претежно за отворен простор. Очекуваме зголемување на посетителите, ова беше некој пик, да кажеме, на топло време, на младенчињата и планираме за следниот период, колку сме во можност за да ги намалиме гужвите и редот за чекање за влез во зоолошката градина, ангажираме дополнителни луѓе од вработените, ги пуштаме дополнителни каси за наплата, но и во постапка сме на набавка на систем со трипови, каде што би одел многу полесно наплатата и многу побрзо би одело влегувањето во зоолошката градина, се со цел да не чекаат посетителите. Сега го ваквата рекордна посетеност оди во прилог и на институцијата Зоолошка градина, но и на радост на вработените кои што се грижат на животните, бидејќи ете на тој начин предизвикуваат голем интерес кај посетителите, особено ако се земе предвид дека најчести посетители се најмладите. Ова сигурно ќе предизвика преземање на голем број активности, како подобрување на условите за живот на животните, но и за збогатување на понудата. Се предвидуваат и голем број други активности кои посетата ја направат уште поатрактивна. Што се планира во таа насока наредниот период? Па, во следниот период ние отпочнавме еден процес на реновирање на некои живеалишта. Во моментот го редуваме живеалиштето кај ламите. Ставаме нова подлога, правиме едно вештачко рикче, да кажеме, со што малку би го збогатиле просторот. Тоа ќе го племениме со зелена површина. Работиме на ревитализација на ботаничката градина, каде што ќе добиеме дополнителни 20.000 метри квадратни, кои во моментот во моментот и претходните 4 години не беа во можност да ги користат посетителите, со што би добиле еден простор и би се растелетила гужвата по метар квадратен во зоолошката. Тука планираме да го доуредиме, да поставиме нови детски игралишта кои ќе бидат помодерни. Зоолошката градина има во изминатиот период традиција на донација од општествено одговорни компании кои што инвестираат во подобрување на целокупната инфраструктура, како од живеалиштата, така и на детските игралишта. Веќе имаме потврда од неколку од нашите донатори дека ќе влеземе во сериозна инвестиција на изведба на нови игралишта. Исто ќе добиеме платформи за хранење на жирафите. Преговараме за платформа за хранење на слоновите и исто така да се уреди просторот кај лемурите, со што би посетителите би можеле да се закажат хранење и да бидат во контакт со животните. Дека има голем број пролетни активности во Зоолошка градина, говори уште еден факт, а тоа е дека во моментов во тек се и активности за реконструкција на патеките. За каков зафат станува збор?
Па тоа е еден зафат во пределот кај Нилскиот конј и во пределот кај Мршојадите. Тука беа едни бекатон патеки со текот на годините се амортизираат, подигнати од корења од дрвата и тука представуваше, баш кај Мршојадите представуваше едно тесно грло, каде што поминува посетителите. Се обезбедуваме, го прошируваме тој дел и обезбедуваме поголем проток, пробиваме околу 200 метри квадратен на дополнителна улица, која ќе биде асфалтирана и ќе можат и во зимскиот период поблиску посетителите да поминуваат покрај Нилскиот конј и поблиску да го погледнат. Кристијан, јас со ова прашање ќе го заокружам денешниот разговор. Ти благодарам за вклучувањето во утрински брифинг. Еве, на сите им порачуваме, Славчо најави дека викендов времето ќе биде убаво и сончево, па им порачуваме да дојдат и да го посетат паркот, зоопаркот, односно зоолошката градина и да си поминат квалитетно време со своите најмили во разгледување и проучување на сите овие жители и животни кои што се дел од зоолошката градина во Скопје. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на вас.